Дали забележавте во текот на минативе неколку седмици имаше една информација дека во една европска земја, мислам дали беше Германија или некоја друга, не се сеќавам, не обратив ја многу големо внимание на таа информација, бил отворен некој маркет, некоја продавница, каде што луѓето почнале да одат, да купуваат, да пазарат, без никакви пари. И сега, тоа не значи дека сите плаќале со картичка, туку воопшто не плаќале. Односно, бил отворен маркет во кој што нема каси, нема вработени на каси. Едноставно луѓето влегуваат, се само послужуваат и се излегуваат. Комунизам, нели? Ама ние слушнавме најави дека ќе го има тоа, нели? Од страна на Клаус Шваб, до 2030 година планирано е, значи, да никој нема никаква приватна собственост. Се сеќавате на тоа? Укинување на цела приватна собственост до 2030 година. И Клаус Шваб рече, основачот и председателот на Светскиот економски форум, тоа кога некоја организација првата придавка е светски или светска, знаете чива е. Што значи тоа светски? Светски економски форум, светска трговска организација, светска банка, нов светски поредок. Кој е господарот на овој свет? И кои се неговите слуги? И Клаус Шваб рече, до 2030 година нема да поседувате ништо и ќе бидете среќни. Значи комунизам, нели? Укинување на парите, укинување на што друго? Ако нема пари, што друго ќе нема? Укинување на банките, што друго? Укинување на државите, бидејќи нов еден светски поредок, една светска влада. Укинување на нациите, нема нации, сите сте стока, по можност жигосана. И сега веќе живееме време каде што се укинува и полот, односно да нема разлика помеѓу машко и женско. По можност. Епа сега тоа го нема ни кај стоката. Стоката многу добро разликува машки и женски пол. Што значи нешто пониско од стока? Како тоа ќе бидете среќни? Ако не поседувате ништо, ќе бидете среќни. Како тоа ќе бидете среќни? Ќе бидете среќни? Бевте среќни во комунизмот? Ќе речете, да, ама тоа не беше комунизам. Откако Тито се скара со Сталин, Југославија не беше комунизам. Југославија беше нешто што бугарите копнеа да го имаат кај нив. Малката Америка, ја вика Титова Југославија. Кој е тој што поседува све?
Малце загадочно прашање. За жал, додека не биде вратен црковниот лаптоп, темата за 666 ќе биде одложена. Не знаеме до кога ќе биде. Но да отвориме сега повторно во Матеј, 4 глава. Неодамна се позанимававме со првите 2 Христови искушенија во пустината и сега наред ќе биде третото, како едно мало интермецо за темата која што ја проучувавме за бројот и името на зверот. Значи, Матеј 4 глава, да го прочитаме третото Христово искушение во пустината. Да се подсетиме и на првите 2, но нема да ги коментираме. Значи, откако 40 дни и 40 ноќи постеше, најпосле огладне, вели вториот стих, третиот, а кога се приближи до него, искушувачот му рече: ако си син Божи, заповедај овие камења да станат лебови. А тој му одговори и рече: напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стрејата од храмот и му рече: ако си син Божи, скокни долу, зашто напишано е, на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: напишано е исто така, не искушувај го Господ твојот Бог. И сега доаѓаме до третото искушение. Во првото искушение, Христос беше ставен на испит, на проба на вера. И го положи тој испит. Второто искушение, ѓаволот сакаше да го бутне на спротивната крајност. Со други зборови, Исус беше поставен на искушение дали ќе ја побрка верата со дрскост. И Исус го победи и тоа искушение. Зборувавме која е разликата меѓу верата и дрскоста пред 2 години. Навидум изгледаат исто, како што и вистинскиот пост и ѓаволскиот пост навидум изгледаат исто. Се сеќавате на ѓаволскиот пост? Имав една тема пред неколку години, така е насловена и може да се најде во видеоархивата. Ѓаволскиот пост. Да. Во Дела, ако се сеќавате, евреите беа собрани една група заговорници кои што се заколна, замислите, се заветија. Да не отвараме таму да читаме, бидејќи ова е дигресија. Дека нема ништо да јадат, ниту да пијат, додека не го убијат Павла на таа улична заседа која што му ја подготвуваа. Што случило со нив не знаеме, веројатно умрели од глад, ако биле верни на својот завет. Но ѓаволскиот пост не е само тоа. Како што рековте во поуката, ѓаволскиот, односно сето она што Господ не го сака, таквиот пост, е ѓаволски пост. Зошто е така наречен? Затоа што ѓаволите и демоните никогаш ништо не јадат.
Ако нашиот пост е само формален, само диета, без духовност, тоа е ѓаволски пост. Зошто? Па затоа што и ѓаволот и демоните никогаш ништо не јадат. Како духовни суштества немаат потреба од храна. Никогаш ништо не јаде. Значи, цело време пости. А се сеќавате на демонската или ѓаволската вера? Што беше ѓаволската вера во Светото писмо? Во Новиот Завет? Да. Апостол Јаков вели, веруваш? Тврдиш дека веруваш? Исповедаш вера? Добро, но и демоните веруваат, ама што? Се тресат од страв. Тука сакаше апостол Јаков да направи споредба помеѓу живата, вистинската вера, која што е делатна, активна, вера која што произведува добри дела, и лажната или ѓаволската вера, која што е само вероисповед со зли дела, односно со никакви добри дела. Тоа е и верата на новата теологија, тоа е верата на целиот отпаднат протестантизам, тоа е верата на целиот Вавилон во денешно време. Светскиот сојуз на црквите, екуменизмот и така натаму. И сега, во 8 стих се вели, потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина. За повторно имаме едно надприродно патување, еден трансфер од едно до друго географско место. На многу висока планина. Замислете, сега сте вие тука и некоја сила да ве грабне и да ве однесе кај крстот наводно, одеднаш, без да потрошите калории до таму. Го одведе на многу висока планина. За која цел? И му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. Сега сите царства на светот не се гледаат од не знам која висока планина, дори ни од Хималаите. Ако ништо друго ќе гледате облаци, како од авион. Но ѓаволот му представил цела една панорама, цела една лепеза од видеослики, со кој што му ги представил сите царства на светот и нивната слава. И му рече, сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш и ми се поклониш. Да застанеме малку за миг. Зошто ѓаволот му ветува на Христа дека ќе му ги даде сите светски царства со сета нивна слава? Кој е господар на светот? Кој е богот на овој свет? Како гласи ово искушение кај другите евангелисти? Ајде го прочитаме. Да отвориме прво во Евангелието по Марко. Во Евангелието по Марко што имаме? Само податок дека Исус бил искушуван од сатаната, беше со зверови и ангелите му служеа. Но за самите искушенија не се кажува ништо. Така. Се селиме кај доктор Лука. Лука 4 глава.
Што читаме тука за Христовите искушенија? Кај го прочита тоа? Да почнеме од 5. Потоа ѓаволот го одведе на една висока планина и му ги покажа за миг, вели Лука, сите царства во светот. И каква е оваа брзина? Која е најголемата брзина на компјутерите и лаптопите? Може за еден миг да ги видите сите царства на светот и нивната слава. Каква ли ова техника, не знам. Ѓаволска техника се разумее. И му рече ѓаволот: тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава. И еве Лука што додал, зашто не го измислил тоа, не го додал, него го кажува комплетно она што ѓаволот го изјавил во таа прилика, зашто мене ми е предадена и ја давам кому што сакам, вели. Видете? И му ја давам кому што сакам. Многу интересно. А кому му ја дава? Не видите, интересно е што, да, сега нема да дискутирам за тој дел, зашто мене ми е предадена. Но, овој дел ме интересира. И ја давам, значи светската власт, ја давам кому што сакам. А кому му ја дава? Представниците на, видите, оние на кои што им ја дал ѓаволот оваа власт, себе си се нарекле длабоката држава. Да. Со тоа што сакаат да покажат? Дека овие глупиве политиканти и криминистри во било која држава се што? Се плитки, се плитката држава. Видите како ѓаволот им се исмејува на слугите на своите слуги. Значи, вие сте председатели, премиери и така натаму, вие сте плитката држава, вие сте плиткоумници. Се сеќавате во Откровението што пишува 13 глава, кога станува збор за ѕверот. Откровение 13 глава. Првиот стих вели: и видов како од морето излегува ѕвер со 7 глави и 10 рогови. На роговите негови имаше што? 10 коруни. Што значи тоа? Круната, царство, власт. А на главите негови што имаше? Богохулни имиња. Еве уште еден податок каде треба да го барате бројот на ѕверот. Бројот на ձверот беше број на неговото име. Сега кое име? Уште поконкретно. Ձверот има на својата глава, на своите глави во множина, има богохулни имиња. Значи, името што треба да го или имињата, има повеќе, што треба да ги бараме, каде што треба да го бараме бројот 666, треба да е богохулно име, не било какво име. Затоа друг пат повеќе. Потоа е даден опис како изгледал овој
Зверот, вториот стих од 13 глава Откровение. Зверот што го видов прилегаше на леопард. Кој беше леопардот во Даниел? Македонското царство. Интересно. Понатаму, нозете му беа како кај мечка, Медоперсија, а устата како што? Уста на лав. Вавилон. И кој му ја даде на зверот силата своја и престолот свој и голема власт? Според вториот стих. И змевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. Кој е змевот? Ако се вратиме на предходната 12 глава од Откровението, се подсетувате, 9 стих вели, и беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени. Ако наместо змевот, во 13 глава 2 стих преведеме ѓаволот, ќе речеме, и ѓаволот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. А што рече предходно ѓаволот кај Христовото трето искушение? Кому јас сакам, значи сета светска власт и сета слава на светските царства, кому јас сакам, му ја давам. Што значи, му ја дал на првиот звер, според Откровение 13 глава. Штом змевот му ја дал сета таа сила, власт, престол и така натаму, значи змевот сакал да му ја даде на првиот звер. Но, да се вратиме кај Христовото искушение. Дали забележувате што ме вака, што ѓаволот вели јас ја давам кому што сакам светската власт? Зошто му ја понудил на Христа? Пред било какви језуити, масони, првиот, вториот звер, длабоки држави, црни мафии и како уште не се наречени во овој свет. Ѓаволот сета светска власт му ја понудил пред сите нив, му ја понудил на Христа. Тука во пустината. А самиот вели, зашто мене ми е предадена, и јас ја давам кому што сакам. Така? Се поставува прашање. Дали ѓаволот сакал да му ја даде целата светска власт на Христа? Сега имаме една интересна ситуација. Значи, тука откриваме дека ѓаволот ја дава сета светска власт или трошки од истата на плиткоумните политичари, на плитките држави, само под услов. Да. И тој единствен услов кој што му го поставил и на Христа, тој е условот што важи за секој друг. Значи, длабоката држава зошто има светска власт? Језуитскиот ред, црно племство,
Рокфелери, Ротшилдови, Соросоиди и други вампири, зошто имаат светска власт? Затоа што тие му се поклонија на сатаната и до ден денес му се клањаат. Како одговорил Христос на ова искушение, знаеме. Исус му одговори и му рече: бегај од мене, сатано, зашто е напишано: на Господ твојот Бог поклонувај му се и единствено нему служи му. Би сакал да прочитаме еден коментар на овие зборови од најдобриот македонски превод на Големата борба. Да отвориме на 47 страница од истиот, или запамтете ако немате во моментов примерок од Големата борба. На 46 страница започнува третата глава, која што носи наслов Отпад од верата, а на 47-та, следната страница, ќе прочитаме неколку пасуси од неја. Елена Вајт тука зборува во контекст на компромисот што почнал да се случува помеѓу незнабоштвото и христијанството, почнувајќи од 4. век, како тајна на беззаконието кое што постепено се развивало и внатре во самата црква. Бидејќи апостол Павле напишал, и тука се цитирани тие негови зборови на почетокот од оваа глава, Второ Солуњаните 2 глава, 3, 4 и 7 стих, Павле напишал дека Христос нема да дојде додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на гревот. Ова е многу интересен термин, човекот на гревот. Кога Урија Смит за прв пат пишувал 1866 година, што бил бројот на ѕверот, зашто ќе продолжиме друг пат, тој го кажува, го цитира овој стих, дека бројот на ѕверот од Откровение 13-18 стихот е број на човек и веднаш го поврзува со овој стих од Солуњаните. Човекот на гревот. Понатаму вели Павле, синот на погибелта, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе самиот како Бог. Тоа беше пророштво за отпадот што ќе се случува од внатре, тајната на беззаконието, од внатре во самата црква, и која што до денес, до 21. век, можеме да слободно да речеме дека достигнува огромна кулминација. Не во средниот век, денес достигнува кулминација. Бидејќи во средниот век само еден дел од христијанството му се имал поклонето на овој ѕвер, кој што пак му се поклонил тој самиот на сатаната, за да ја прими од него сета светска слава и власт. Почнувам да читам сега од третиот пасус на 47-та страница од Големата борба, каде што Елена Вајт вели: сатаната еднаш се обидел да направи компромис со Христа. Значи, понудата што ѓаволот му ја дава на Христа при ова последно трето искушение е понуда за што? За компромис. Значи, замислите како во некој
американски судски процес, например, што сте гледале по филмови, некој или некоја се обвинети, и сега, за да нема, пошто ги мрзи адвокативе, нели, за да нема сега парничење, па трошаци, па цели процедури, бла, 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 што прави обвинителството прво? На одбраната и нуди компромис. Ај сега да не се судиме, ај глупости. Компромис. Еве, толкова казна, прифатете вина, толкова казна, и сега дали одбраната тоа ќе се сложи и дали тоа ќе го прифати. Кога Синот Божји дошол на земјата, наместо да има голема борба со него, ѓаволот му понудил компромис. По можност да се сојузиме. Хајде да бидеме заедно на иста страна. Хајде да направиме коалиција. Ама се разбира, во таа коалиција и јас ќе имам прво место. Си дошол да го откупиш, да го повратиш светот, кој што јас го украдов, кога ги прелажев неговите први жители. Еве, не мора да го направиш тоа, не мора да поминеш ни сите маки и искушенија, се до крсната смрт, сите страдања. Еве, јас ти го давам. Еве, јас ти го предавам. Да ги нема сите овие страдања, борби, битки, премрежија. Еве, јас ти го предавам. Само поклони ми се. Значи, тоа било понуда за сојуз, за коалиција. Да продолжиме со цитатот Елена Вајд. Сатаната еднаш се обидел да направи компромис со Христа, му пристапил на Божиот син во пустината на искушението и покажувајќи му ги сите светски царства и нивната слава, предложил сето тоа да му го даде нему, ако Христос му ја признае врховната власт на кнезот на темнината. Значи, се што сакал сатаната е да добие тапија, да добие признание од Божиот син за својата власт. Бидејќи без тоа, што представува неговата власт? Нелегална, узурпаторска власт. Нелегална и узурпаторска. Затоа сега со петни жили ја притискаат Србија да го признае Косово, бидејќи и првиот и вториот звер знаат дека нивната власт во Косово е нелегална. Според сите стандарди на меѓународното право. Но, ако Србија го признае Косово, што ќе се случи тогаш? Одеднаш. Ќе стане легална. Ќе им се признае тоа како право. Сега се натрапници, узурпатори, ограбувачи, насилници. Но ако домаќинот тоа го признае, тоа ќе биде некој легалитет, некој право, некоја тапија. Елена Вајд продолжува и вели: Христос го укорил дрскиот искушувач и го приселил да се оддалечи. Значи, наместо тапија добил клоца. Нема да кажувам по кој орган, затоа што сатаната нема органи. И понатаму вели: но, средината на овој пасус, но, што има после тоа но? Но,
Сатаната имал поголем успех кога со истото искушение му пристапил на човекот. Понатаму го довршува пасосот Елена Вајти, вели, за да си обезбеди себе си световни богатства и почести, црквата почнала да бара наклоност и подршка од големците на оваа земја. И отфрлајќи го на тој начин Христа, значи црквата, секоја црква што барала или денес бара сојуз, привилегија и единство со државата, од кого се откажува на тој начин? Од Христа, се откажува од царот на царевите, се откажува од Божјата држава, за да влезе во сојуз со паганските држави. Значи, почнала да бара наклоност и подршка од големците на оваа земја и отфрлајќи го на тој начин Христа, паднала толку ниско, што му ветила верност на представникот на сатаната. И кого Елена Вајт го нарекува представник на сатаната? Последните зборови од овој пасус, на римскиот бискуп. Значи, кој им е шеф на сите длабоки држави во светот? На сите масонски ложи, на језуитскиот ред? Black Pope. Црниот папа. Во средниот век бил белиот. Бил бел тогаш се уште. Потоа, значи, до ден денес, поцрнел, додека Майкл Джексон белеел, кога било популарно да се биде бел, а некако понижувачки и срамота, барем во Америка се уште, да се биде црн. Сега, папата од бел поцрнел. Зошто? Бидејќи денес се наметнува и таа пропаганда од оваа шизофрена, луда, светска, нов светски поредок, светска, како да ја наречеме, содомија, ајде да ја наречеме. Сега се наметнува и таа пропаганда, дали забележавте, срамота е да бидеш бел. И никој друг, туку докажано заразената со коронавирус Кока-кола, им предложила на своите вработени од бела раса, го забележавте денојве и тоа, како вест, им предложила да не бидат толку бели. Со други зборови, ова е првата светска фирма која што најавува дека во иднина предност за вработување кај неа ќе имаат лица од други раси, од по-црни, по-темни раси, отколку белците. Јас на оваа вест напишав коментар, каде што реков, нека сите бели вработени во Кока-кола компанијата побараат фирмата да им плати едно 20-дневни екзотични летувања, например, на Сейшелските острови или било каде по светските океани, за да фатат малку боја. И да не бидат толку бели, да станат и малку и црни во ова време во кое што, освен Божиот закон и половоста, се напаѓаат и под половоста подразбирам семејството, дефинираните разлики помеѓу машкиот и женскиот пол, се напаѓаат и дури се напаѓа и белата раса. За тоа време пак се случуваат други страшни феномени, не за нас, за неверниците се страшни. Неколку реки во светот ја променија својата боја во црвена, и тоа веќе се случува од 17 година наваму.
во Кина, во Јужна Америка, во Русија. Последната река која што ја променила својата боја и крв црвена станала е во Израел. И би сакал за денес да завршам. Ке продолжиме се разбира друг пат. Со една фрапантна, ке ви кажеме неколку така на брзина информации. Прво една смешна информација. Директорот на Pfizer компанијата, инаку солунски евреин по потекло, Алберт Бурлас, деновиве му било одбиено да влезе, значи му било одбиен влез во Израел од една многу чудна причина. Погодете која е причината. Значи, директорот на Pfizer, кој што сакал да влезе во Израел, не е вакциниран точно. А ако се сеќавате во декември, директорот на Pfizer изјави, кога беа пуштени првите негови вакцини во промет, кои што потоа се покажа катастрофални, дека тој и неговото семејство нема да се вакцинирале, за да им даде предност на другите. Значи, демек, ја последен ќе се вакцинирам, за да другите пред мене се вакцинираат и се спасат од коронавирусот. Една друга побрза информација. Деновиве, со вакцината од AstraZeneca се вакцинирал некој друг, туку австралискиот министер за здравство, и погодете што се случило. После вакцинирањето, веднаш бил хоспитализиран, завршил во болница. Деталите не се битни. Порталот Logično.hr, он е хрватски портал, од кого цитирав неодамна некои поранешни информации, имал објавено неколку статии во врска со она што се случува денес во Израел. А ако следите и забележувате, во Израел се случува нешто што порталот го нарекува пекол. Немам време за детали, може би друг пат. Истовремено една руска аналитичарка напишала цела статија во која што покажува зошто Израел е избран да биде главното поле и нација за експериментирање со овие лажни вакцини, бидејќи овие лажни вакцини не се ништо друго, како и вирусот, експеримент на Светската здравствена организација. Што беше светската, кога некоја организација се вика светска? Значи, ѓаволска. Експеримент. Ова не е ништо друго, туку експеримент. И како што рече доктор Кристијан Перон од декември, луѓето ќе бидат првите заморчиња. Инаку, не знам дали забележавте, Pfizer имаше објавено податок дека периодот на тестирање на незините вакцини трае до декември 2023 година. Значи, постои јавен податок дека периодот на тестирање на вакцините трае до 2023, до крајот на, значи до почетокот на 24 година. Што значи тоа? Значи дека имаме уште 3 години имаме, речи си, за тестирање на таа вакцина. Според тоа, кога со неја се вакцинираат веќе милиони луѓе широм светот, што значи тоа? Дека тие луѓе се заморчињата, животните или стоката врз кој што се тестира ова вакцина. Инаку, израелската влада има склучено договор со Pfizer, според која, страшно нешто, договорот трае цели 15 години и содржината на тој договор е таен. Израелската влада е обврзана да ги држи во тајност податоците на тој договор цели наредни 15 години.
Последната брза информација која што јас се уште не ни влегов да ја читам од денес. Замислете со што све се занимава денес ѕверот. Според извештаите на израелскиот портал Israel365news.com, во Израел се разгорува еден голем скандал околу нелегалните ископувања што ги врши Ватикан на Храмската гора, а исто така и со обидите на Ватикан да ексхумира остатоци од царот Давид, значи неговите закопани посмртни остатоци или мошти. Замислете со која цел? Со цел да го клонира лажниот Месија. Јас уште не влегов да читам зашто се работи, само воведот ви го прочитам. Значи, во ова катастрофална ситуација, во овие последни денови и на генетски хаос, луѓето се обидуваат да си произведат некој свој Христос. И бараат, ѕверот бара и тој негов Христос да не биде сега било кој. Може би тој последен црн пап. Значи, антихристот да не биде сега било кој. Туку да и тој да има некаква тапија, макар генетска тапија, да биде потомок на царот Давид. Каква е оваа желба за признание, за тапија? И ако не може тоа, како рекоа американците во врска со одењето на месечината, if we can't make it, let's fake it. Ако не можеме да отидеме, да го излажираме. Ձверот сака, измевот и ден денес копне, тоа му е некоја психолошка страст. Копне и ден денес Христос да му се поклони. Вистинскиот Месија да му се поклони. Ако не може вистинскиот, дај да исклонираме некој друг Христос, лажен, ама таков што ќе ми се поклони. Има една друга понова работа во врска со Израел. Има едно видео во врска со тоа, но не можам да ви го прикажам сега. Во Израел не сите, некои маркети постојат, каде што веќе не може секој да влезе да купува, туку само оној што е вакциниран. Ке видиме како понатаму ќе се развиваат настаните, барем следните 2 саботи до света вечера. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема љубов и милост. Ти благодариме што се уште живееме во слобода, за да можеме и да имаме богослуженија. Дури кога мисливме дека ќе нема, и да имаме и пренос на денешното богослужение. Ти благодариме, Господи, што си го испратил Твојот Син, за да го победи ѓаволот на негов терен, на оваа падната планета, падната во греф и неморал и бунт против Твојот закон и Твојата волја. Ти благодариме што Он ја откупил целата земја и целото човештво. И сите сме легално негови, тоест Твои, признавале или не. Господи, ние признаваме, ние клечиме и само Тебе сакаме да Ти се поклониме. И само Тебе Ти се поклонуваме. Те молиме да ни сила во ово последно време. Да постапиме по примерот на нашиот Спасител, само Тебе да Ти се кланяме и само Тебе да Ти бидеме верни. Води не и чувај не во остатокот од саботниот ден. Благослови ги Те молиме нашите гости оваа вечер.
Вдахни ги да прозбрат вистина од ова свето место. Те молиме да бидеш и со брат Ѓурица за следната сабота. Ништо не е загарантирано, се разбира, но ние со вера и надеж очекуваме да имаме богослуженија и во тие саботи, и во блиска иднина воопшто. Биде со сите наши болни и немокни, те молиме се уште најмногу за сестра Мимица, но за и постарите верници. Биде со сите оние кои што се на пат, во неволја, разочарани, обесхрабрени и оладени во верата. Ова те молиме и за ова ти благодариме во Христово име. Амин.